Добар ден, јас како директор на Центар за социјална работа Азиза Джини од Велес, голема чест денеска ми е, пошто денеска се присутни и Министерката за труд и социјална политика, градоначалникот Аце Коцевски, денеска на овој преубав настан, што се отвара денеска дневен центар за попречена за деца во развојот. Мислам дека имаме капацитет од 6 дечиња. Програмата и организацијата на дневниот центар ја организираат Заводот за социјални дејности. Тука пред се сакам да кажам дека отварањето на овој дневен центар е пред се голема работа за родителите на дечињата, што ги превземаме со нега, со исхрана, со превоз и со сите вклучени функционални што се социјални услуги и сите тие работи. Часа на ден ќе бидат грижени и дали превозот е платен до тука? Да, платен е превозот, исхрана има, дечињата идат од 8 до 3 сата. Сега некои дечиња од родителите зависи ги зимаат и во еден, во два зависност како и што. Дали само од Велес, може би и понатаму и од други села или од... Направивме анкета и значи овој дневен центар опфаќа сите три општини. Направивме анкета, само малку ни е превозот проблем и на родителите, пошто имаме еве во Каластелари две дечиња уште размислуваат за дали пошто малку им е патот далеко. Што е разликата меѓу овој центар и дневниот центар во соседство? Вака сега, дневниот центар за посебни потреби е до 26 годишна возраст и таму се веќе возрастни деца. На 26, да, имаме 16 деца што се таму, а додека тука се например од мали до 18 години. Директорке, 8 часа ќе престојуваат децата овде? 8 часа ни е наско работно време. Сега децата некогаш родителите ги зимаат и порано, во еден, во два. Со каков кадар располага центарот? Се извинувам, ова го прашувам во контекст, затоа што сега дознав дека дел од родителите не можат да остварат вработување поради дечињата и дека првична до не стигнала информација дека 4 часа ќе бидат згрижени. Децата за почеток 4 часа тоа во договор со родителите, а иначе од 8 до 3 сата дневниот центар е отворен. Сега децата ги презимаме во 8, спрема потреба на родителите некогаш ги зимат во 12, во 1, некој ако оди на работа и во 2 и во 3. Значи ќе направите за отстапка за... Да. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, мене ми е чест да кажам дека конечно го ставаме во функција дневниот центар за лица со попреченост или за деца со попреченост до 18 години во општина Велес. Овој простор долго време беше нефункционален, немаше обезбедено кадар, ако добро се сеќавате и беше отворен за дневен центар за лица со оштетен вид, при тоа никогаш не беше обезбеден кадар и никогаш не се стави во функција, но како што посветено работиме на сите аспекти од социјална заштита, така и на овој аспект на создавање на социјални услуги на локално ниво, затоа што само така квалитетот на живење може да се подигне и навистина може да се создаде една можност за инклузија на овие деца кои што во моментов не се вклучени ниту во градинка, ниту во училиште, но ги вклучуваме прво во овој дневен центар и ако се создадат капацитети и можности, понатаму интенцијата е да тие се вклучат регуларно како и сите деца во градинка и во училиште. Но ваков тип на центри се потребни од една страна заради помош на родителите, но од друга страна и заради развој и раст на овие дечиња кои што навистина имаат потреба од стимулација, а не секогаш во нивните семејства може да се обезбеди таа стимулација која што треба да е стручна. Овој центар располага со целиот стручен кадар и тим кој што му е потребен. Тие се вработени преку Центарот за социјална заштита, социјална работа и навистина очекувам да ги даде соодветните резултати, секако во поддршка и соработка со родителите кои што се многу важни во овие процеси. Благодарност до општината што и таа е вклучена во овој процес затоа што без вклучување на локалните самоуправи во препознавање на потребите и проблемите на граѓаните многу тешко се создаваат социјални услуги на локално ниво. Благодарам. Благодарам. Почитувани представници на средствата за јавно информирање, јас би сакал во име на Советот на општина Велес и во моје име да го изразам задоволството на општина Велес и да се заблагодарам прво на директорката на Центарот за социјални работи госпоѓа Джини и особено на министерката Царовска за разбирањето, за ставањето во функција конечно на овој простор, за сите постапки што ги презема министерката за подобрување на квалитетот на живење на граѓаните, во овој случај и на родителите на дечињата и особено на дечињата, како што рече министерката, на кои им е потребна стручна помош. Јас се надам дека во наредниот период соработката ќе се продлабочува, дека ќе наоѓаме и други форми да го подобруваме квалитетот на живење на
различните целни групи на граѓани на кои тоа им е неопходно и дека со идниот бран на децентрализација може би овие надлежности ќе преминат и во надлежност на општина Велес, за да можеме ние како најблиска власт до граѓаните да се грижиме посоодветно за овие дејности. Ние веќе за некои планови разговаравме претходно со министерката и се надевам дека тоа ќе стане реалност во блиска иднина. Мислите, докаде е проектот за персонална асистенција во Велешани? Бараат многу семејства да профункционира проектот. Знам дека пилот проектот веќе заврши или е во тек, меѓутоа во Велес се уште не функционира. Посебно за овие тешки случаи како што се браќата Владко и Ристо. Персоналната асистенција функционира и дава перфектни резултати на територија на Македонија, каде што е создаден капацитет за истото. Како влада не донесовме пилот, туку донесовме програма за персонална асистенција со цел да утврдиме кои се предизвиците со кои што нашата држава ќе се соочува. Секаде каде што има потенцијал, а тоа е дека има организација која што може да го имплементира тоа, Црвен крст кажа во кои општини има капацитет да го спроведе тоа. Секаде се пуштија персонални асистенти, се обучија 3 месеци за соодветните вештини кои што им се потребни и имаат решение од центрите за социјална работа корисниците со цел да можеме да ги исплаќаме тие персонални асистенти. Дури ние имаме и простор од 20 места, но тоа се во општини во кои што се создал капацитет. Не работиме да ова стане национална програма во 2019 година и сите општини да може да го имплементираат ова. Јас повикувам, ако има организација која што може да биде имплементатор на ова и да ги координира персоналните асистенти, ние немаме никаков проблем како министерство да развиеме услуга и во Велес, затоа што ви кажувам дека во оперативниот план за вработување и преку решенијата не имаме средства за уште 20 корисници без никаков проблем. Господин министр, вчера во контекст на ова прашање случајно до мене дојде известување од општината за ангажман на лица кои што сакаат да помагаат на лица со попреченост. Зашто станува збор? Тоа е тоа за што зборуваше министерката, значи јас сум во непосредна секојдневна комуникација со вработените од нејзиниот кабинет, баравме лица кои се регистрирани и обучени за такви дејности, за да обезбедиме соодветен кадровски потенцијал за грижа за лицата за кои претходно Владко прашуваше. Господин министр, а колку лица се во прашање во Велес е само еден регистриран, еден е вработен во Скопје, тој изрази желба да престане да патува за Скопје, да се повлече тука да го ангажираме, меѓутоа сите разговори не се до крај завршени. Колкава е потребата? Има некаква си дополнителна потреба? Потребата е огромна и јас се надевам дека проектот ќе го истераме до крај, затоа што има повеќе, тие веќе не се деца, се возрастни, нивните родители, како што е случајот со мајката на двајцата браќа, не е во состојба од здравствени причини заради возраста да се грижи за нив и ние мора да изнајдеме како социјално општество соодветна грижа за нив и да создадеме можности дел од денот родителите на тие деца да го посветат за своји потреби лични, да одвиваат некој нормален социјален живот, а не да бидат врзани по 24 часа за своите деца или своите најблиски. Општинска корисна работа е исто програма која што се спроведува преку оперативниот план за вработување, ќе има нејзино проширување така да општината и преку таа програма ќе може да најме персонални асистенти кои што ќе го спроведуваат ова. Така да навистина сме во динамика да ако немаме организација со капацитет да тоа оди преку општинско корисна работа и да тука се се изгради потенцијалот на ваков кадар во општина Велес. Јас се да се извинувам на прашање за децата питачи. Имаше неколку пати покренута иницијатива за решавање на тој проблем, но и понатаму се зголемува бројот на деца питачи, посебно во Велес последнава година. Како да се иницијативите вака, може да ми ги кажете за решавање на овој проблем што јас не знам? Да се казнат родителите, имаше. И мислите дека тие даваат резултати? Најлошата работа што може на едно дете да му ја направите и да го земете од сопственото примерно семејство, освен ако таму постои насилство кое што го загрозува неговото здравје. И затоа е важно како медиумите известуваат и ја прикажуваат оваа состојба. Сиромаштијата во Македонија, која што ја живееме со години, социјалниот систем кој што беше уништен во минатите 12-13 години, дојде до ова берече. Социјалната помош беше 2000 динари, сите тоа знаеме.
Детски додаток примателите на социјална помош немаа право да имаат. Образовен додаток нивните деца немаа. И вие ништо не им нудите, ама им го одземате детето, им го одземате најмилото. Тоа не е решение и не е систем. Единственото решение е она кое што го презентирав пред 2 дена, а тоа е дека сите деца во Македонија кои што доаѓаат од семејства со социјален ризик или се приматели на социјална помош, но и со ниски примања или со една минимална плата, затоа што тоа доаѓа многу блиску, така, треба да имаат образовен и детски додаток и треба да се редовни во училиште, дури тогаш вие од родителот можете да барате одговорност. Значи му давате доволно средства, одреден минимум, пресметан по статистика, и му давате детски додатоци за да го обврзете. Тоа е реформата која што ќе даде резултати за да ние како систем на социјална заштита прашаме зошто детето не е во школа, притоа сме обезбедиле да оди во школа, услови, и сме обезбедиле финансиски средства да тоа семејство живее, а не да мора да питачи за да може да се прехрани. Ако моите претходници сметале дека со 2000 денари може да се преживее месец, јас им препорачувам да тие 2000 денари ги земат за себе и да пробаат да го поминат месецот. Сите биле свесни дека овие деца или се на улица со нивните родители, или пак се на пазар на сива економија. Оваа реформа што прави? Дава повеќе средства за граѓаните кои што се во социјален ризик, но не ги оставаме на пазар на сива економија или на улица, туку ги преквалификуваме, доквалификуваме и ги понудуваме на пазарот на труд, кој што е многу важен затоа што реалниот сектор е тој што треба да ги вработи и реалниот сектор треба да ги извлече од сиромаштија. А ние треба да ги држиме во достоинство до моментот дека не излезат од системот. Ние сме заборавиле што е социјална држава, во изминатите години социјалните случаи и овие лица беа само подложни на злоупотреба и предизборни ветувања. А сега видиме реформа која што ќе ги извлече од сиромаштија. 100% резултат нема во ниедна земја и во најразвиените, но ова е систем кој што ќе даде резултати на долгорок и конечно децата ќе ги извлече од сиромаштија кој што се моторот на натаму. Министерка, само што едно прашање, дали Министерството планира и друг вид на помошти за оваа категорија на дечиња? Значи, потреба има од рехабилитации, тие за сега, например, бесплатно ги добиваат памперсите. Што во таа насока? Ќе се обратите во Министерството за здравство по однос на здравствената рехабилитација. Она кое што се однесува на овие деца како посебен додаток се зголемува за 15% во октомври месец. Посебниот додаток и тоа е дополнителна работа. Втора работа, дека овие деца ако станеа работоспособни во пред да го изменам законот, немаа право да ја наследат пензијата од нивните родители. Јас тоа го изменив. И тие сега и да станат работоспособни и 2 години да работат нешто, што и да било, затоа што во светот сега да тие се професионално активни на некој начин, и да станат работоспособни, ја добиваат пензијата и може да ја наследат по смртта на нивните родители. Со тоа обезбедуваме еден континуитет во примањата на оваа група на деца. Сега се деца, после тоа ќе станат возрастни и така натаму. Посебниот додаток го зголемуваме, посебниот додаток по службена должност преминува во туѓа нега, за да немаме административно отежнување на родителите, што значи дека навистина сите реформи што ги правиме се во насока да им го олесниме живењето и да ги зголемиме капацитетите со кои што оваа држава им се понудува на граѓаните.